civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Здраво, Бибе. Здраво, здраво и од мене. Јас те најавив Јас- дека ќе имаме примери од тебе за тоа што се случува на социјалните мрежи во поглед на дезинформациите во врска со руската агресија врз Украина. Па повели. Вака, значи, она што ќе го видиме од мене, всушност ќе биде, не знам дали се гледа на екранот. Да, имаме shared screen, Океј, споделен екран. добро. Не знам ова. Добро. Значи, она што јас ќе зборувам, всушност ќе биде илустрација на оние 10 точки од многуте што ти ги презентираше, она што го зборуваше и Дијана, и Дехран, и Драган, така да можеме да ги погледнеме, значи не е некоја шминкана презентација, едноставно се покажани такви какви што се, значи се скриншотови од социјалните мрежи, од Facebook и од Twitter и од тоа како всушност се доживува ова нели руска агресија врз Украина. И можеме и заеднички да ги прокоментираме, значи не е никаков проблем. Јас само тоа ќе го оставив и за крај, меѓутоа ќе кажам дека од профилите на Facebook и на Twitter многумина од тие профили кои ден денеска се активни се детектирани од наша страна. При мониторингот што го правевме на лажни вести и дезинформација уште во 2020 година, тогаш работевме во контекст на изборите, меѓутоа се работи за исти профили кои што се истовремено и против нели се активираат за време на изборни кампањи, па се против власта или се против едни, други, трети, истите кои што се против вакцинирањето, оние кои што антиваксерите, оние што зборуваат дека не постои корона или дека тоа е се измислица, истите се оние кои што зборуваат за 5G мрежите, значи препознатливи се, ние тоаш направивме на долга листа на профили на од Facebook и Twitter кои што ширеат такви лажни вести и дезинформации, истите тие се вклучија и сега да шират нели руска пропаганда и дезинформации, меѓутоа и на големо да ја коментираат и забележува барем овие последни денови дека нивната ориентација е свртена сега малку повеќе на барање на оставка од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, апропо нели она што се случи трагичниот настан со хрватскиот ракометар. Значи слободно, значи можеме да ги коментираме заеднички. Секако. Јас би сакал пред да почнеме со тие слайдови уште еднаш да потенцирам тоа што го кажа, дека се бележи со години наназад мониторингот на Цивил во кој учествуваш ти, учествуваат нашите колешки и колеги и други соработнички и соработници на Цивил, се бележи со години наназад не само еден установен воедначен стил со кој и динамика со кој се врши пропаганда, со кои се пласираат дезинформациите, туку се бележи и тоа дека еден одреден број исти профили и нивни пријателски кругови се присутни во речиси сите клучни прашања за општеството и за државата. Тоа го забележавме и во 2018 година, го забележавме на сите изборни процеси во изминатите неколку години, го бележиме исто така и нешто порано за време на она што ние го нарековме во организацијата Црната револуција после изборите во декември 2016 година. Ги бележиме истите начини на водење на дезинформативна пропагандна кампања во поглед на 27 април, нападот на собранието, одбраната на уставобранителите, под наводници се разбира,
И ги гледаме сега истите тие на ист начин или на сличен начин ја пласираат дезинформативната материја во поглед на руската инвазија врз Украина, а еве гледаме одлична обсервација е тоа дека истите тие патем го нападнаа и го фатија нели случајот со трагичната погибија на хрватскиот спортист и бараат нели оставка од министерот за внатрешни работи, исто како што претходно по повод неколку слични теми и настани го правеа. Тоа се разбира придружено и со многу говор на омраза, ако се сеќавате, и врз етничка основа. И сето тоа зборува за еден многу интересен аспект на обсервација, на гледање на дезинформациите и пропагандата. Не е случајно, со други зборови. Токму така, и исто ќе ги споменам и оние наменски отворени Facebook групи, уште се активни, уште работат и сега активно работат на пласирање на дезинформации поврзани со ова што се случува во Украина, а тоа го прават и го користат масовно и социјалните мрежи и дел од политичката под наводници елита во нели наша елита, и јас, ако можете да го забележите, првиот, инаку ова се без цензура твитовите, значи на некои од нив има и експлицитен говор на омраза. Намерно го почнав со ова, значи војната во Украина е досадна, апелирам да прекина. Твитот зборува сам по себе. Значи сите сакаме да дојде крај на војната, ама не затоа што на некои таму им досадила или затоа што веќе Твитер заедницата се уморила да коментира што е лага, што е вистина во врска со војната во Украина. Ова е една од групите на оние што ги спомнав, нели, кои што се и антиваксери и кои што се против, нели, од оние теоретичари на заговори. Мислам, од самото пишување може да се каже за каков профил на групи, а ги има доста. Ова се работи за Твитер група, меѓутоа ги има доста и на Facebook. Овде се слави Путин и во конотација, нели, со благодарност до Господ што ни го даде Путин, бидејќи да не беше тој, немаше да имаме ни чист воздух, немаше уште ќе не прска со алуминиум, биолошки отрови и така натаму. Ова се исто некои наши познати Twitter профили. Ова се однесува, првиот пример со Марга, профилот се однесува на веста кога Министерството за внатрешни работи најави дека ќе казнува за ширење на оние кои што повикуваат на војна, за војни злосторства всушност. И овде идејата е да се навреди министерот и дека со оглед на тоа како функционира полицијата и судството во Македонија, дека најмалку тој е надлежен да кажува кои се воени злосторници, а кои не се. Уште една ревитализација на целата ситуација и на тоа како и се дава со акцент на тоа дека премногу и се дава кредит на Украина, односно споредбата со Евровизија, дека нели они сега, ако одат со песма по дефолт ќе победат, бидејќи се наоѓаат во таква ситуација во каква што се наоѓаат. Една Твитер илустрација која кажува каква е атмосферата со пропагандата, и морам да забележам дека голем дел од нашиве твитерџи и оние кои што се активни на социјалните мрежи, а се проруски настроени, користат извори кои што доаѓаат од српски медиуми или српски Твитер профили. Ја ги користат доста често и руските како илустрација на тоа што е вистина, а што не е.
Во однос имам уште еден пример за тоа како всушност требало браќата американци да ни честитаат во врска со победата, нели, на нашата репрезентација против Италија. Со тоа покажуваат дека кој не е всушност нас пријателот, затоа што руската амбасада ни честитала на македонски, а тие тоа го напишале на англиски јазик. Значи да се види кој не е пријател, а кој всушност не е. Примерот, нели, со ова е ревитализација на случај, нели, дека вие ги обвинувате ја обвинувате Русија за масакрот во Буча, меѓутоа ништо не зборувате за оние, нели, со видеото што излезе дека украинци тепале руски војници и слично. Следниот пример е за тоа како стоиме во однос на победата на со победата на Орбан и Вучич во нивните земји, нели, на последните нивни изборни циклуси, и ги поздравува, нели, српскиот и унгарскиот народ кои не дозволија да бидат излажани онака како што, нели, нас не лажат овде. Уште неколку примери кои што, ако сакаш, можеме да ги прокоментираме. Ако не би продолжила поратаму. А сега сите овие и двата се во контекст на, нели, на тоа, првиот е во контекст на 5 години, нели, одобрување на завоени злосторства во Украина, она што беше поврзано со соопштенијата на Министерството за внатрешни работи, а следново е поврзување на со отпуштање, нели, односно до прогласување на персона нон грата на 5 руски дипломати. И сега се поврзува тука и Преспанскиот договор и договорот со Бугарија и кој всушност работи, а кој не за нашата земја. Нешто да се покаже дека еве од профилот Маршал Путин, нешто што се смета дека медиумите го пропуштаат, ова е за еден протест пред амбасадата на САД. Зато на зидовите на широк сокак, значи малку велат побрзо подпишете договор со Бугарија за да ја спречиме руската пропаганда, односно да имаме малце дефокус од она што се случува. Ајде сега ќе го решаваме бугарското прашање, на тој начин има да се бавиме со руското влијание. Коментар на соопштението од руската амбасада за приклучувањето на русофобичната хистерија, нели, ги го обвинуваат Западот и ориентацијата на државата, нели, на која страна е, односно подршка против војната во Украина или стоп на војната во Украина, и овој Твитер профил речел дека не важи тоа за сите, туку само оние за северџаните, оние кои што беа и противоставното име. Овде имаме една споредба со претходниот наш премиер Зоран Заев и неговото номинирање за Нобелова награда. Значи тука се споредува Зеленски со него. Може да се види за што се работи, бидејќи многу од овие профили шират дека Зеленски е всушност крив зошто ова и се случува на Украина и дека бил известен многу пред воопшто да дојде до руската инвазија и дека можел да направи нешто во врска со тоа, не да дозволи и да обвинува подоцна за сето она што му се случило и за она што се случило и нели вклучително има масакрот во Буча. Јас не знам дали се слушаме. Да, се слушаме. Ако кој веќе ме праша за тоа претходниот дел, не се работи само за еден случај, не се работи за изолиран случај, туку сериозни, големи редакции се впуштаат во таа руска пропаганда. Знаеме за кои редакции се работи, особено за она што се зборува за некои од нив кои ја релативизираат улогата
односно ја релативизираа целата војна и речиси испаѓа дека председателот Зеленски е виновен и украинската нација е виновна што не дозволи да биде окупирана за жртвите кои ги поднесува, а не самиот агресор кој убива цивили. Да, повели продолжи понатаму, е мощна, интересна и навистина ги потврдува и сите претходни обсервации, особено она обсервација за тоа дека исти познати ликови од новинарскиот и од тролоботскиот свет се појавуваат еве и во како дистрибутери на руската пропаганда. Навистина е алармантно како тие со години функционираат и па дури се подбиваат со најавата на властите, односно на институциите, дека ќе го спроведат конечно кривичниот законник. Очигледно е дека се поучени од минатото, кога беа неказнети за своите дела во низа критични моменти за земјата, па така и сега продолжуваат дури со подбив кон таа најава на институциите дека ќе го спроведат законот. Те молам продолжи понатаму, навистина е добро да се запознаеме со овие илустративно како изгледа руската пропаганда и дезинформациите. Имаме еден пример на тоа како се толкува всушност она што се случува во Буча, значи дека твитот е значи русите имаат мобилни крематориуми за да не се дознаат руските воени жртви, ама ги оставија екзекуторите руски соработници во Буча за следниот ден украинците да ги најдат со камери, со све така. Значи ова е вакви приказни има многу и се со цел на некој начин да ги наведат луѓето да размислуваат и малку поинаку, односно да релативизираат целата ситуација со тоа, односно да го минимизираат на некој начин масакрот што се случи, или дека не е толку трагичен на некој начин, значи да ја намала трагиката на целата, и ова е само еден илустративен на целата ситуација, ова е само еден илустративен пример за тоа. Значи вакви приказни има многу по социјалните мрежи. Ова е директна навреда имаме до Зеленски. Она што го кажував за предупредувањето на Зеленски дека Русија ќе ги нападне и зошто не ја сопрел војната, зошто сега бара Западот да го ја сопре војната. Уште една споредба со нашиот поранешен премиер Зоран Заев, и ова е некој демек самиот тој зборува и бара помош, зборува за жртви и така натаму, а всушност го извадиле од контекст Зеленски дека се смее на целата таа несреќа. Твитер пример за она што го зборуваше Драган. Е уште едно нешто, една оценка за тоа кај треба всушност Зеленски да заврши, дека он е всушност крив за сето тоа што се случува во државата. И овде имаме некои паралели кои што, ако убаво се прочита со она што се случува кај нас, мислам што се случуваше или како гледа на промена на власта во нашата држава, има многу такви паралели. Ова е пример за тоа да се покаже дека всушност масакрот во Буча е наместен. И вакви снимки, не знам дали се слушаме, имам некој прекинот кај мене. Да, се слушаме, одлично се слушаме. И вакви примери има доста по социјалните мрежи. Ова е обширувано од наш профил, меѓутоа се работи за руски профил кој што го пуштил оваа фотографија, како се местат кукли во украинските градови, онаму каде што имаше жртви. И ова е пример за тоа како некои од нашите политички партии настапуваат или политички личности. Овде е Јанко Бачев, од проруските настроени, ако сакаш може ова да го искоментираме, макар да мислам дека нема потреба.
самиот твит покажува на каде е свртен Бачев и неговата партија. Ова е пример за тоа дека не само Facebook, туку и Твитер почна со информации за тоа дека некои објави се false information, значи се лажни информации, дека е направен факт-чекинг на истите. Инаку овој профил, ако сега се отвори, се отворен профил и ако се погледне, дека сите негови објави се со руска пропаганда и дезинформација, значи полне. Секоја објава е така, ова е само еден пример. Најголем дел од постовите се преземени од српски сајтови и страници. И ова на крајот се гледа всушност за што станува, за кои две вести станува збор. Значи ова е чисто илустрација дека инаку Facebook претежно ова го прави со вести кои што се преземени од странски или американски странски медиуми, меѓутоа се на англиски јазик, она му каже што може да влијае, затоа што претпоставувам дека немаат покритие за други јазици. И затоа и се провлекуваат, например, на македонски, на српски јазик. Имаат соработка, Facebook имаат соработка и со проверувачи на факти, вклучително и во нашата земја, меѓутоа тој обем е далеку помал, но имаат некаква соработка, се обидуваат да го направат тоа, иако искрено сметам дека социјалните мрежи многу доцна се вклучија во пресметка, би рекол, со големите, сериозните, тешките последици од дезинформациите и пропагандата во светот, кои самите ја овозможија. Впрочем, и во голем дел се одговорни за тоа што се случува во јавниот дискурс во изминативе деценија и повеќе. Меѓутоа се разбира дека е за поздравување тоа што се обидуваат барем малку да ги санираат последиците кои сами ги предизвикаа, да нагласам. Повели продолжи понатаму. Ова се два примери на тоа дека не се само русите криви, не убиваат само тие, што ќе кажете за она што го прават украинските војници или украинските нацисти. Мислам, паралелата е доста позната, односно на некој начин со ваквите текстови и објави, независно колку има вистина или нема вистина во нив, се обидува да се оправда руското однесување во Украина, и вакви примери, посебно на овие вести, или овие видеа што излегоа, се налепија многу кои што се обидоа со разни толкувања да го оправдаат, или не се само русите виновни, не го прават само тоа руската војска, тоа го прават и украинците, ама за нив не смеете ништо да писнете, затоа што нели Западот така ви рекол, и се ова се две приказни во таа насока што одат. Еве уште една приказна дека русите во некој начин се добри, дека еве го поставува како прашање зошто би им делеле они хуманитарна помош ако се само убици, зошто би се повлекле, а би оставиле нели опрема, оружје, возила, 400 умрени и така натаму. Значи на некого му требале мртви украинци, затоа ги отепал. Значи светот, за цел свет да ги види. Значи тоа е исценирано сценарио, нели, она што го зборувавме за тоа како сакаа да го прикажат масакрот во Буча. Ова е поврзано со изјавата на Орбан, како историска изјава, и само еден илустративен пример за тоа дека има доста поддршка меѓу Twitter профилите и Facebook профилите, значи на социјални мрежи. Некои од тие се што велиме ние ботови, меѓутоа има и луѓе кои што се нели вистински постојат. Значи не се лажни профили. И ова е еден поздрав и до нас, како за крај, од нашите познати Facebook страници, кои што редовно се занимава со она што ние го правевме, мислам, Cyberklub, лудата јоци, види, значи они се оние кои што ги спомнав ние, што ги детектиравме и ги обелоденивме. Значи ова е поврзано со веста за изјавата на Зеленски за руските окупатори кои што силуваат малолетни девојчиња, деца и така натаму, и еден поздрав до нас. Јас тука би завршила со напомена дека ова е, значи не е
многу мал дел од она што ние го имаме како регистрирано и во нашата архива од вакви информации, дезинформации всушност. Меѓутоа и говор на омраза, лажни вести, а се поврзани и со руската пропаганда и начинот на тоа како да се влијае врз јавното мнение тука кај нас. Навистина, потресно е ова сведоштво изразено во би рекол еден многу очигледно многу селектиран, жестоко селектиран дел од огромниот материјал со кој располага мониторинг тимот на Цивил. Ти благодарам за овој добар избор, навистина секој слайд беше илустрација за тоа што во многу голем број го гледаме на социјалните мрежи и не постои впрочем операција која може да ја преземе Facebook или Twitter за тоа набрзо да го санкционира. Очигледно е и од последниот поздрав кој го цитираше на адреса на Цивил, очигледно е дека повеќето пропагандисти на социјалните мрежи се чувствуваат сосема слободни, односно не ја сваќаат сериозно најавата на институциите дека ќе го спроведуваат кривичниот законник, па така гледаме меѓу тие профили на новинари или пак само наречени новинари, инфлуенсери, па и политичари, односно активисти на политички партии, и па и еден меѓу последните од слайдовите беше и еден лидер на политичка партија. Човек кога ќе се соочи со вакви материјали, некогаш навистина останува без зборови, така и јас се чувствувам сега дека немам зборови со кои би ги коментирал овие слайдови кои ги презентираше. Освен да кажам дека во искуството на светот, во нашето искуство како организација, стои сознанието дека на крајот фактите, вистината, желбата за слобода, желбата за почитување на правата и на слободите на луѓето, човековите права и слободи, на крајот победуваат. Борбата е долга, сите треба да се вклучат во неа, но на крајот на вистина ќе победи и вистината и она што се нарекува борба за човекови права и слободи. Јас само ќе додадам за крај, значи докаде одат ваквите, мислам ова е на некој начин е и грозно да се зборува докаде се одат луѓе во нивната намера да одработат за некого нечија пропаганда или да релативизираат или да оправдуваат убиства и други грозоморни случувања. Чисто илустративно налетав на еден твит кој што всушност го споредуваше убиството на хрватскиот ракометар и како тој се реши институционално со она што се случуваше со Марти Нешковски и како беше постапката за разрешување на неговото убиство, со таа споредба дека демек тогаш не ви чинеа институциите, ама сега ви се многу добри. И од тука тргнува и муабетот што реков дека сега бргу се преориентира и тоа ќе трае извесно време, дека не стане со барање на оставка од министерот Спасовски, дека пак не се вратат интензивно, а ќе се вратат за брзо време на ширење на руска пропаганда и дезинформација.